на 10 дена пред главните настани кои што ќе се случуваат на градскиот площад и 5 дена до самиот фестивал. Мислам дека ги предложивме сите недостатоци кои што ги имавме минатата година, кои што ни се јавуваа, кои што ги решававме во 5 до 12, сега мислам дека се соочивме со сите тие проблеми, но сега ги отворивме на маса и мислам дека комплетно ги решивме се. Можеби и ќе има уште некоја ситна забелешка, но сите институции кои што беа на денешниот состанок покажаа голема согласност, голема поддршка на фестивалот и мислам дека сите овие ситинци кои што ќе се појавуваат на времено ќе бидат решени како проблеми. Тоа што сакам уште еднаш да го напоменам во јавноста е дека од денеска малку и поофицијално стапуваме со маркетингот, бидејќи сите волонтери од културен забавен живот и младинскиот совет ќе бидат доставени брошури до секој дом што ќе се случува од 10 до 19 август. Барам од сите граѓани на општина Струмица да се вклучат во целата оваа организација, бидејќи како не се потребни, да ги почитуваат сите правила и прописи и да можат да ги удостојат своите гости кои што ќе дојдат во овој период и мислам дека се ќе биде како што треба. Се трудиме максимално, вложивме многу труд, многу енергија, со целосна поддршка од градоначалникот и сите општински институции. Мислам дека Струмица Open фестивалот колку за втора година ќе ги надмине сите овие недостатоци кои што јавуваа минатата година и да размислуваме живи и здрави за наредната година. Можем прво со задоволство да кажам дека мојата улога оваа година е многу минимизирана. Јас сум многу среќен поради оваа работа, токму од причина што културно-забавен живот, младинскиот совет, начело со Петар, сите овие прекрасни дечки позади нас, веќе голем дел од работите ги имат завршено. После денешниот состанок со сите јавни општински, со сите државни јавни институции, со сите корисници на штандови и шанкови на самиот площад ги дефиниравме сите се уште отворени прашања, како ќе бидат принципите на однесување, кои се регулативите, законските прописи, безбедноста, евакуацијата, за не дај Боже ситуации, си ги разгледавме сите важни моменти. Морам да кажем дека сето она кое што беше увидено како слабост од минатата година е веќе отстрането, уште во самиот првичен дел на самата организација. Сега одиме еден чекор понатаму, така да апелирам сите граѓани да ги почитуваат пред се законите и прописите во оваа земја наша. Втора работа, на секој влез на самиот площад ќе има план за евакуација, за не дај Боже состојба. Овде ќе бидат ангажирани и обезбедени сите служби за безбедност, што е најважен дел на самата организација. Ланскиот фестивал продефилираа, поминаа повеќе од 150.000 гости заедно со струмичани и сите оние од надвор. Ова година го очекуваме минимум тој тренд да биде застапен, така да важни се безбедносните аспекти кои што се решени. Паркинг просторот е обезбеден, се плаќаат паркинзите кои што и досега се плаќаат. Тоа е под самиот площад, десната страна, левата страна е за VIP гостите и катната гаража. Сите други паркинзи се бесплатни. Но тоа значи за молница до сите струмичани да дојдат пеш на самиот площад, да не користат моторни возила за да дојдат до самиот центар на градот. На тој начин ќе обезбедиме повеќе простор за сите гости од надвор. Главните паркиралишта се во дворот на основното општинско училиште Сандо Масев, кај спортската сала, сите булевари, влезните портали на градот се обезбедено со бесплатен паркинг простор. На сите влезови на градот ќе има редарски служби, повеќе од 20 млади луѓе кои што ќе ги пречекуваат гостите од надвор, ќе ги упатуваат во соодветниот простор каде што ќе можат да најдат своји паркинзи. Овде и покрај НИКОП кој што е ангажиран за обезбедување, Министерството за внатрешни работи, сектор за сообраќај целосно е ангажиран и дава силен придонес во оваа работа. Безбедноста на храната и пијалоците е целосно регулирано согласно закон, постојат вакви законски регулативи. Инспекцијските служби сите ќе бидат на терен, од безбедносен карактер заради физичката безбедност на граѓаните и посетителите, но и од безбедносен карактер на храната и пијалоците кои што секако ќе се конзумираат пред се трите вечери. Апелирам до сите граѓани. Струмица знае да биде од секогаш број 1 во делот на гостопримливост. Во тој дух сакам да апелирам до сите наши струмичани да бидеме добри домакини, како што знаеме да бидеме. Добриот домакин лук значи да дојдеме без возила на площадот,
да бидеме присутни на плоштадот. За секој оној кој што го интересира било што од Струмица, да му укажеме, да му помогнеме, да се снајде. Се работи за огромна маса на луѓе кои што секако ќе дојдат и ќе понесат од себе позитивни или негативни аспекти од самата наша Струмица, од организацијата на овој фестивал. Не постојат моменти кои што не загрижуват, се е организирано. Се надевам дека ќе приредиме огромно задоволство пред се на струмичани, но и на сите гости кои што ќе дојдат овде во Струмица. Се надевам дека бројките ќе бидат уште поголеми и се надевам дека впечатоците на сите ќе бидат уште поголеми од претходната година.